Државата целосно ги покрива трошоците за лекувањето на повредените во странство. Децидни се надлежните. Директорот на СОЗР Ивица Томовски кажа дека за секој настрадан во пожарот во Кочани ќе биде доделена итна финансиска помош во износ од 150.000 денари. Исплатата се очекува да почне од понеделник. Во моментов се прават законски подготовки бидејќи трансакциските сметки подлежат на заштита на лични податоци, кажа Томовски. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски пак информираше дека бројот на критични пациенти се намалува, но далеку сме од моментот на опуштање. Веќе се 5 до 6 критични случаи, меѓутоа зошто не треба да биде момент на опуштање? Како се намалува ризикот од акутните изгореници и респираторни повреди, почнува да расте ризикот од инфекции. Лекувањето на сите наши повредени во странство, сите 115 е на сметка на државата Македонија или на сметка на државите кои ги преземаат. Значи, има 100% покриеност на болничкото лекување и било какви други информации не се информации, туку се дезинформации. Сите трошоци поврзани со патувањето, сместувањето и секојдневните потреби ќе бидат целосно покриени од страна на државата. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош за покривање на почетните и секојдневни трошоци. Оваа помош ќе се реализира преку Црвениот крст на Република Македонија. Од идната недела ќе почне враќање во земјава на првите пациенти што се лекуваат во странство, кои се во добра здравствена состојба, соопшти министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тимови од Израел и Велика Британија помагаат да се направи планот за враќање, рехабилитација и натамошен третман во земјава. Иако најчесто репатриацијата е целосна обврска на Министерството за надворешни работи, сега имаме специфична состојба каде што најголем дел од лицата на кои што ќе им се врши репатриација, исклучувајќи ги тука семејствата, но тие кои што биле повредени се лица со кои што со голема веројатност ќе им треба и некоја дополнителна медицинска нега по пристигнувањето во државата. Во рамки на засилените контроли на Државниот пазарен инспекторат и МВР, владината портпаролка Марија Митева информираше дека затворени се 2 објекти кои не ја почитувале одлуката на владата за прогласување на денови на жалост и работеле, и затоа им се изречени соодветни санкции. Од МВР претходно соопштија дека уапсени се одговорните лица на 2 угостителски објекти во центар, кои пуштале музика во деновите на жалост.